Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доцент доктор Ирина Ангеловска, субспецијалист пулмоалерголог од клиниката за пулмологија и алергологија, Благоја Мирески, канго презентер и зумба инструктор, и пејачот Филип Ангов. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас до 11 часот. Верувам дека убаво го започнавте денот со нас, а така ќе биде и сега по продолжение по 9 часот, кога веќе ги имаме нашите гости во студио. Како што видевте во најавата, навистина имаме повторни интересни професии кои што верувам дека ете сето она кое што ти ќе го кажат, ќе уживате и вие, како што и ние тука во студиото. Во овој дел ќе ви бидеме домаќинки вам и на нашите гости, и јас и колешката Милина. Милина, добро утро. Добро утро, Верче, за тебе, за нашите драги гости, за нашите прекрасни гледачи кои што се уште од рано наутро со нашата програма, и верувам дека ќе останат до крајот, затоа што имаме навистина многу добри гости, интересни гости, прекрасни гости со кои што ќе зборуваме малку за танцот, за музиката, но секако ќе посветиме време и за здравјето, затоа што е многу важно. Колку и да не сакаме да одиме на прегледи, навистина мора да размислуваме за нашето тело и за нашето здравје, па така денеска нашата денешна гостинка докторката малку повеќе ќе ни помогне околу тоа, но Верче уште еднаш официјално да ги најавиме. Така е, виднеш до мене е Филип Ангов, кој што ете има неодамна нова песна за која што ќе позборуваме. Добро дојде во Здраво Македонија. Здраво на гледачите, здраво и на вас. Фала ви за поканата. И тука сум бил поише пати и можам да кажам дека се осеќам како Како да знам дома. каде, не како дома, ама да знам више каде газам. Така, да. Драго ми е што ова утре што се вели ќе позборуваме за музика и она кое што навистина во овој период, особено сега летниот, доста еве и ти издаде нов сингл и твоите колеги, така да убаво да се слуша македонската музика. Некако во изминатите години како помалку некако да излегува песни, а периодот навистина излегуваат и сите не радува тоа. Да, јас се изненадев иначе под периодот дека гледам дека сите објавуваат песни, ама тоа доаѓа лето, мислам дека тоа е еуфорија сега преку лето што сеќаме сите. Сакаме да летото не тера на забава, не тера на и слично. На опуштеност, така да. Се е побаво кога е лето. Се е побаво кога е лето, дефинитивно. буквално. Веднаш до тебе ни е доцент доктор Ирина Ангеловска, која што е субспецијалист пулмоалерголог од јавната здравствена установа и клиника за пулмологија и алергологија. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата и на двете. Так. И драго ми е што можам да присуствувам во вашава телевизија да кажеме нешто за нашите пулмолошки респираторни болести во оваа сезона, сезонски, па нешто и за превенцијата, така да. Ќе имаме убав разговор, како што кажаме, здравјето е пресе, особено во овој летен период кога ни доаѓаат и сепак присутни се алергиите, респираторните заболувања, иако се мисли дека тоа повеќе се случува во зимата, но не е така, има многу причини за кои што треба да бидеме внимателни и сега, но секако ќе имаме време да позборуваме и веднаш до вас ни е Благоја Мирески, кој што е канго презентер и зумба инструктор. Добро утро. Добро утро и од мене. Поздрав до вашите гледачи на Канал 5 телевизија. Драго ми е што сум со вас во студиото. Навистина благодарам на поканата. Така е, затоа што ете и вежбањето треба да биде дел од животниот стил на луѓето. Со тебе ете ќе позборуваме на овие да речеме ајде некои насоки во спортот, во кои што се поразлични, не се којдневни можеби, но веќе луѓето ги препознаваат и ги научива, иако вака звучат како имења чудно и не знаат за што станува збори, за каква физичка активност, но верувам дека ете за оние кои што не знаеле, па сега ете можеби ќе им побудиме љубопитност да дојдат, па можеби и да пробаат тие. Така е. Но ајде кога пред да одиме малку со музика, секако и со спорт што се вели, сепак да му дадеме предност на здравјето. Доктор Ирина, она кое што е важно во периодот кој што сега ни доаѓа, тоа се респираторните ризици во летните месеци, патувања, климатизирани простории. И не само просториите, тука ни се автомобилите. Колку треба да внимаваме и што е ризикот кој што представуваат ова? Така, вака белите дробови представуваат директен контакт со надворешната средина и воздухот што го дишаме и се една неповрзана целина, која што е многу интересно што ние сите мислиме во зимските месеци настануваат најчестите респираторни инфекции и заболувања.
но и екзацербации на нашите хронични болести како што е астма и хроничната обструктивна белодробна болест, но во летото овие топли периоди си носат своји ризици. Така да овдека би обрнала внимание на населението, на луѓето кои што сега ќе почнат да патуваат на летни одмори, да одат по хотели, да одат по базени, спа центри не во лето, повеќе во зима. Кои се ризиците? Ризиците најчесто се прво од вирусните инфекции во лето и во пролет имаме вирусни инфекции како што е риновирус, ентеровирус, аденовирус. Еве сега во моментов овој месец повторно имаме една така експлозија на вируси со чести респираторни настинки кај дечињата, но и кај возрастни. Изолиравме на ПСР рино и ентеровирус, вака меѓу пациентите, тоа морам да ви кажам, иде со засипнат глас, иде со блага температура, иде со течење на носот. На тоа треба да се внимава, исто така треба да се внимава на атипичните пневмонии кои што ние многу често ги имаме во пролет и во лето и што е невообичаено. Тоа се атипичните бактерии, микоплазма, легионела, кои што се шират најчесто од климеуредите и најчесто од базените, односно сегде кај што има влага. Така да луѓето што патуваат треба да обрнат внимание на тоа. Исто така тука се гужвите кои што се јавуваат на аеродромите, на железничките станици, во автобусите. Потоа кога ќе отидат во некоја друга земја, во трговските центри се исто така ризични. И на ова особено треба да внимаваат пациентите кои што имаат веќе хронични болести, не само респираторни, како што се астма, хронична обструктивна белодробна болест, но и они што имаат кардиоваскуларни заболувања, бремените жени, малите дечиња и сите оние кои што имаат болести кои што доведуваат до намален имунитет, нерегулиран дијабет и нака натаму треба да внимаваат кога патуваат и кога одат на летни одмори. Ете, кога ги спомнавме климите, бидејќи некако се ќе биде климатизирано сега и се употреба, ама не, тоа е неизбежно на некој начин. Потребно ли да се внимава во однос на промена на тие филтри кои што треба да се направат чистењето, па и во домовите да ги изчистиме климите? Апсолутно, значи климауредите не се сами по себе опасни како апарати или така натаму. Она што е опасно е тој ладен воздух и промена на температурата на воздухот, кој што доведува на еден начин прво до дехидратација на дишните патишта, потоа наглите промени на температурата доведуваат до една бронхиална реактивност на дишните патишта, кој што може да доведе до гушење, кашлица, бронхоспазам, особено кај нашите пациенти со астма и хоп. И она што е многу важно, секако да се чистат климите, да се менуваат филтрите и да се користат антиалергенски и антибактериски филтри, за кои што научниот свет препорачува дека најдобри се HEPA филтрите кои што ги задржуваат малите чистички. Со автомобилите е проблем. Тоа сега сепак треба да се однесе на мајстор, на сервис, кој што ќе ги смени тие клими, така да задолжително чистење на климауредите. И не голема разлика во температурите од надвор и внатре, значи за пациенти. Која е идеална температура на разлика би требало околу 10 степени, треба да биде разликата или помало? Помало од 10 степени да биде, особено за хроничните пациенти. Сега за вака здрави луѓе може и како што им одговара, но за хроничните треба да се биде внимателен. Пациенти треба да се биде внимателен. И за оние кои што се здрави, навистина пречи. Јас кога ќе влезам од надвор во автомобил, па кога ќе пуштам клима, дор се разработи тоа, па се препотуваш во кола, па после ладно тие, камо ли кај оние луѓе, ама сериозно. Големи се разликите, нагло некако секоја година ни доаѓа. Врнеше до пред 2 недели поладно, сега веќе вистинско лето, иако не е тропски горишти имаме. Да, иако не е календарски дојдено, но веќе ги живееме тие летни температури. Здравето е важно, кажавме, најважно, но важен е и спортот. Така е. Поврзани се. Пред да продолжиме со спортот, да не имате ништо да прашате докторката дека сте тука. Сом дај Боже да немате никаков проблем, ама ако имате ви шанса да искористите, или се во ред? Во ред. Во ред. Добро. Ајде малку повеќе за тоа каков спорт е, како кангу, така? Да, кангу. Така, кангу. Ајде малку повеќе да ги информираме нашите гледачи за каков спорт станува збор и колку е кај нас актуелен веќе. Па кај нас од 2017 веќе така почнува да се зголемува бројот на лиценцирани инструктори, сепак е програма која што бара посветеност и ангажман на еден инструктор и програма која што не може туку така да секој да ја воведе, односно да ја пренесе на своите вежбачи. Станува збор за доста актуелна програма која што се
состои во дел со вежбање, во принцип е кардио вежби, но разликата од останатите кардио спортски дисциплини е тоа што тука сме на едни канго джампинг обувки кои што имаат посебен систем, односно не заштитуваат од удари на зглобови, ја подобруваат кардиоваскуларната способност на организмот и нормално нудат една поинаква димензија сепак на спортување. За сите оние кои што пробале, мислам дека добро знаат зашто станува. За кого е наменето и кои не сме? Има ли возрастна граница и одредена здравствена состојба кај некој? Да, категорија луѓе? може буквално секој различни програми има во канго джампинг, така што постои програма и за деца, наменета специјално за деца, која што си има своји бенефити за самите деца и програма за возрастни, искрено која што нема лимит на години. Значи, буквално кој се чувствува... Зависи како се чувствува. Точно така. Значи може и повозрастни слободно. Тука нема лимит. Единствено, бремените жени и оние кои што имаат проблем со остеопороза и така, дробење на... Да, не се препорачува Тоа тоа. не. Да, тој тип на... А за деца од која возраст? Јас прашувам за некои така деца што имаат повеќе енергија, дали може да дојдат да истрошат таму? Да, буквално има обувки од 6 годишна возраст па нагоре. Супер. Може слободно да... И обувките може кај вас да се изнемат, се зимат, не мора да се купуваат? Да, секој лиценциран инструктор си има своји обувки кои што нормално ги дава на своите клиенти во делот на вежбање на час. Тренингот, така на часот. Добро, и тоа е добро да се знае, бидејќи подоцна ќе ги видиме фотографиите, всушност ќе видат гледачите за каква специфичност на нели опрема станува збор. Како што кажавме, Филип, ни доаѓаш со повод, имаш нова песна со наслов Намера, па како поминува песната од кога е излезена и кажи ни малку повеќе. Кај се снимаше спотот, која напише сите останато? Намера беше една приказна од некоја минуто, па сакав да таа приказна да ја направам во песна. Многу случајно се случи. Ја разработивме со продуцентот што сработам со него, со Андреј. Текстот исто така, пошто имам креирано еден мој мини тим кој се од мој круг на пријатели. Так. Кои што ми помагаат тука за идеи, за текст и слично. Текстот го напиша мој пријател Кире. Спотот го снимаше исто мој пријател Филип, и моделките беа мои пријателки. Вас и работа и задоволство и дружење би било се воедно. Да, беше генерално интересно искуство, пошто се знаевме сите, ги знаат моите идеи, знаат во која насока сакам да се движам. Те познаваат како енергија, како човек. Да, дефинитивно. И плюс јас бев цело време тука за да ги не знам, да дискутираме за било која, да донесеме одлука на крај. Некако да се усогласите. Така се случи многу спонтано, не очекував. Планот беше да извадам нешто летото или после летото, ама се случи малце порано тоа. Текстот најпрвично го имав јас напишано, па после тоа Кире, бидејќи он се занимава со тоа, па го прогледа, го досреди. Даде некои предлози, оние знаеше приказната, сите ја знаат таа приказна. Така што задоволен сум од се како што излезе. Ова кога го кажувам, не го кажувам во смисла на прегледи и слично, туку генерално песните што ги објавувам од љубов кон музиката и кон нешто што не сум имал прилика во моето детство да го правам или во тинеџерските години, да кажеме. И сега ти се реализира тој детски сон. Да, и ради тоа почнав песни, а песните кои ги извадив, пошто имам 2 до сега извадено само, тие се дел од моето минато јас како дете. Да, така што како дете, како тинеџер. Колку години имаш сега? 25. Да, Ова си кажа како тинеџер. Има како нешто што велат во фиолка скриено? Да, има доста работи. Па, да, има околу 5-6 интересни работи, потенцијали што би кажал, не се, нели, готови песни, готови дела. Тие се проекти започнати во некој даден момент кога сум се осеќал јас да напишам нешто и ми стоја дома. Така што кога ќе се сетам некогаш, знам да... Ева, например, сега сакам едно од нив да извадам. Така. Тоа ќе биде после летото. Не сакам онака сезонски
Сакам да си Завадање, ма кога ќе дојде, кога ќе Да, дојде, кога ќе ми дојде. Кога ќе почувствуваш Не дека сакам да биде вистински као момент. лето, ајде да извадиме нешто Да, летно, да. зима, ајде нешто зимно. Правила во музиката и во уметноста не постојат. Да. Од Така тоа кога што- треба нешто да се да. презентира и да излезе. Да, така што мислам дека треба да бидеме искрени, да изнесуваме тоа што го чувствуваме и така и публиката ќе осети таа енергија и ќе биде многу поблиска со нас и поуспешно ќе пренесеме некоја порака што сакаме да ја пренесеме. Така, да. Секако дека музиката е добре дојдена за било кој период од денот, но доктор Кеона, кое што сакам јас да ве прашам, а верувам дека и многу луѓе си го поставуваат тоа прашање, дали се спие со клима? Да, има некои луѓе се спијат со клима, дефинитивно. Колку е тоа опасно? Опасно, јас лично не препорачувам да Так. се спие со клима. Претходно ги кажавме сите ризици, сега има луѓе што спијат со клима, точно кога се многу жешки периоди, жешки Да. денови, но навистина од сите оние претходни теми што ги кажавме, не Да. препорачувам. Не препорачувате. Но добро, еве, а ако не е директно во собата? Ако не е директно во собата може, ама да навистина да не е директно во собата, значи ладниот воздух равномерно да се распределува Така. од некоја просторија подалечна, па за да стигне до собите кај што се спие, до спалните. Така, за навистина ни доаѓаат топли денови, Така. луѓето живеат и на повисоки катови, каде што е заглушливо и да се отвори Скопје, го знаеме како котлина, колку знае да биде како вршник, и ако ќе биде вечер, нема проток на свеж воздух и навистина некои не може да спијат без клима, но барем да не биде во истата просторија. Добро, но тука со времето, да речеме, со летото, ни доаѓаат доста климатски промени, тие топлотни бранови, аерозагадувањата, па како ете сето тоа влијае на здравјето, кое што навистина сега во овој период и изминативе години многу го чувствуваме. Да, во однос на климатските промени, многу интересно сега вака што ме прашавте, морам да кажам, бидејќи целава научна заедница во светот, особено во Европа, е сега насочена кон тие климатски промени и влијанието на здравјето, особено Европа, огромен број на проекти се водат и тоа не е туку така Да, не е за потикнато, џабе. не е за џабе, затоа што се смета дека во последниот век се зголемила температурата, сега не знам прецизно, можеби за 10 степени, ние сето тоа го гледаме. Како не се зголемила? Од некој чизми во доказ, сандали влегуваме. Точно така, веќе немаме зими, гледате, немаме ни снег. И сето тоа влијае врз здравјето на луѓето, особено респираторното здравје, што е важно за нашето респираторно здравје и за нас пулмолозите. Топлотните бранови или жештините во лето исто така делуваат како ладните месеци, значи ги иритираат дишните патишта, го ослабуваат имунитетот. Голем број на студии се правени на вдишување на топол воздух кај пациенти предизвикуваат бронхоконстрикција, особено кај нашите заболувања по 5 до 8% и кај здравите луѓе тоа може да се случи. Така да тоа е еден голем ефект и намалување на имунитетот. Тука ќе го вклучам и аерозагадувањето, кое што ние го занемаруваме во летните месеци, не е толку Мислиме високо. дека го нема. Така е, не е А го посебно има. во нашиот град во Скопје, не е толку високо како во зимските месеци каде што нели имаме магла па потоа смог, Да. но и во летните При месеци го различна има. гостина на воздухот, верувам, Така. поради тоа. И И на не се крај гори се и се што во лето. Да. Да, и на крај и алергиите, тоа го викаме ние како трипл ефект или троен ефект или троен погодок врз дишните патишта кои што може да бидат подлога за сите овие респираторни вируси, полесно да ги прими пациентот, полесно да се заразат луѓето, пнеумониите, да не зборувам за нашите хронични, да не се повторувам, тие се веќе по книга. Тригер фактор, жешкиот воздух е тригер фактор за влошување или како што ние ги викаме екзацербации на астма и хоп и пациентите да легнат во болница, да се хоспитализираат. Значи, односно мите пациентите она со хоп. топло е сега време дојде и Да. нема гајле сега, нема зима. Во сите препораки ние си имаме екзацербации на нашите тешки пациенти со хоп кои што лежат во летните месеци се исто толку значени како и Како и во ладниот зимскиот. воздух. А има ли препарати доволно кај нас, лекови, не знам, да се диагностицира на време или постојат проблеми, бидејќи за некои заболувања кај нас се уште постојат проблеми, па се жалат пациентите. Или во однос на овие заболувања се е регулирано. Се е регулирано Така? во однос на овие. Нема недостаток на ништо, се си е како Немаме што треба. недостаток на нашата клиника, немаме недостаток за диагностика на сите респираторни заболувања.
Имаме недостаток на некои лекови. Хронични, имаме недостаток, до генерално покриени сме. А во однос на симптомите, бидејќи ги споменавте во првиот одговор, дали се променети и тие со текот на годините? Ако порано се знаело, тие два симптоми укажуваат на тоа. Дали сега и вие се соочувате и учите одново за некои заболувања со новите симптоми? Симптомите не се променети, симптомите се исти. Најчести респираторни симптоми се кашлицата, нели? Кашлицата ти е најчест респираторен симптом. Кашлицата е многу важна, пациентите не треба да ја занемаруваат ако трае повеќе од 2 до 3 недели. Значи, ако веќе трае повеќе од 2 до 3 недели, треба луѓето да се јават на лекар, хематичен лекар, се замислат. Да се замислат, значи тоа не е веќе едноставно. Најчести причини за кашлица се респираторни инфекции на горните дишни патишта, па потоа на долните. Но нови симптоми нема. Но она што тоа е тоа, но она што е интересно што веќе овие сезони токму поради промената на климатските промени се поместуваат, така да ние веќе имаме малци и порана појава на алергии, преклопување на сезоните, еве нешто продолжување на топлите периоди. Па необично, да ви кажеме, риновирусот сега не се продолжи нешто, година еве уште го има, тоа е преклопен со ентеровирус. Тие пнеумонии токму ради овие климатизирани. Тој ротавирус кој што се јавува исто. И ротавирус. Потоа чистите патувања, луѓето патуваат, имаат можности, сега веќе ние раздвижене светот, како да кажем, патуваат со авиони, па еве гледате и ковидот како се прошири таа ковид пандемија, да не збориме, да не се потсетуваме на тоа, така да не се враќаме. И сето тоа е ризик да малку се измешаат работите, така да не е веќе класично се како што беше порано во однос на епидемиологијата, така на. Така. Дали еве Филип, можеби ти се соочуваш со некои алергии или немаш никаков проблем? Не. Така. Ама со клима спијам. Ама со клима се спиеш. Ама во друга соба ќе мора сега да се преместиш ако климата ти е во таа соба после препораките на докторката. Да, сега баш тоа слушнав и прашањето ми беше ме интересираше такива. Има демонтажа. Тоа сакам да ако спиете со клима, треба да очекувате што може вака да ви се случи кај здрави луѓе, значи сувост на дишните патишта, кашлица честа, може да се јави и течење на носот од тој што го викаме вазомоторен ринит, веќе сега не е правилен тој назив, но тоа е сега ти имаш грлото ти апарат, па размисли. Така. Инструмент работиш со него. Така. Благо е, дали добро, кога се вежбав мора да се биде во климатизирани простори. За жал, како идат годините, предходните години, од моето искуство, немало потреба од толку многу, да кажам, се отварало прозори, било се во ред, но сега веќе мислам дека мора да биде, али проблематиката е тоа што како инструктори во сала мораме да прилагодиме нормално, не смееме да дозволиме и таа разлика на температура на тело и сала да биде преголема нормално. Така да. Сакаат ли зумба македонците? Да, мислам дека сепак она правило кај нас што значи дека ние сме певлив, игрив народ, така да мислам. Доаѓаат повеќе од љубопитност, затоа што некој им кажал дека е убаво, или веќе се запознаени со сите и здравствени придобивки кои што се имаат од доаѓаат? Да, повеќе од љубопитност. Сето тоа пренесено од некој. Некој, да. Но мислам дека е добро било кој да проба и на нас инструкторите да ја задржиме таа, да кажам, тој интерес на останатите да бидат дел од нашите часови. Така, да им е интересно и секако да бидат физички активност, да биде едно дел од нивниот животен стил, затоа што е секако важно, но мислам дека во сите сфери што и да работиме, некако се сме во седечка позиција. Да. Па е убаво да се раздвижиме со оглед на тоа дека доаѓа лета високи температури, пак нема да може во тие некои периоди да се пешачи, да се оди пешки, па и да се пазарува и сето тоа, на крај од денот стварно останува некоја активност која што ќе треба да се организираме, да се дозволиме еден час за себе и да си го посветиме на своето здравје. Колку е те, Филип, имаш ти време за спорт, освен за музика? Па, не сум толку љубител на спорт, ама баш еве во сликите испратив, што знам во меѓувреме да правам. Тоа играм тенис иначе. Да, ама многу ретко, ама еве. Нешто што сакаш да го правиш. Да, од спорт кога се работи, сум играл на, пак ќе кажам, во тинеџерските години повеќе, може дека сум имал и повеќе простор,
помалку обврски, сум можел тоа да го Да. менаџирам. Сега некако друг животен стил си имаш. Да. Дали те размислуваш за соработка со колегите? Некако твоите колеги во изминатиот период доста прават соработки едни со други. Па дали еве може спомна дека имаш во план освен оваа песна што се вели на крајот летото да издаде уште еден сингл, но дали еве размислуваш и за некоја соработка со некој од колегите или колешка или како и да е? Сум помислил, не размислувам, за некоја соработка, ама не знам која е вистинската личност што може толку да кликнеме. Не сакам да биде isфорсирано. Така. Сакам ипак да Спонтано да дојде некако? или спонтано, или да имаме време да се запознаеме кон што целиме. Така. На тој начин мислам дека може да излезе добра соработка, ама да, зашто да не? Отворен сум ја за било што. Така, смиташ ли еве дека сега на некако слушаме еве Урбан ФМ правеа некој настан, фестивал, доста случувања кои што се случува низ целата наша земја. Смислаш ли дека има доволно или сепак недостасуваат фестивали каде што може да се промовира македонската музика? Да, можам се согласам дека нема доволно фестивали. Ама од друга страна сум скептичен ако има многу фестивали, ако секој се дрзне и се даде за право да организира, бидејќи организација на фестивал захтева многу. Да. Тоа организација Сериозна каде што работа е, секој не од само артистот тука. треба да се почувствува без никакви проблеми, за да може да кога ќе пристигне таму да има совршен настап и да нема тука од типот на некои негативни работи што се случуваат како мислам технички проблем, тоа е се во нели секогаш може да се случи, може и сега во емисија да се случи. Да. Ама сум примател дека да не именувам фестивали или настани, сега нема смисла. Многу често се случува тоа, не знам зашто, може и моите искуства е малку така, ама мислам дека сепак пред да се покрене, да се организира еден фестивал, треба малку да се биде свесен дека тоа е голема одговорност И сериозна работа. Сериозна работа, да. Така што мислам да, нека им биде потикеве на луѓето да организираат фестивали, ама да не биде тоа квалитетно, форсирано и да биде квалитетно како што треба да биде, а не за само да има. Значи, Так. подобро нека има, можеби и не во толкав број, ама да бидат како што треба. Така, тука веќе мислиш во однос на озвучување, сето она кое што на сцената треба да се има од инструменти, така микрофони, тие бинови, се што ви е потребно да речеме. Да, и да биде секако што райдер треба. листа. Да биде секако што треба, бидејќи на крајот од денот може да се случи да дојдам јас и да дојде човек со голема публика. И тука да настане тој момент на третирањето и на замарањето околу таа личност. Може да се случи да добиам јас некоја, не знам како да кажам, можеби не послаба опрема, ама ипак може да бидам лимитиран со квалитети, не знам како да... За разлика од некој кој што би настапила е 30 години на естрада? Така, да. А зашто би било тоа така? Сите што настапуваат треба еднакво да бидат третирани. Тоа сакаш да кажеш? Не сакам да кажам дека не третираат различно, ама мислам дека одговорноста према тие луѓе е малку поголема. Добро. И сега Поинаку тука се гледа. настанува. Да, ја никогаш не сум бил дискриминиран, далеко од тоа, не сакам тоа да го кажам, ама одговорноста во смисла од толку до толку саат или било како знаеш сите припреми што се пред да излезеш на сцена. Некако се координираат према таа личност. Да, а на пример ти сега си на пат да пораснеш, да ја стигнеш нели таа личност или да бидеш 30 години и ти тука на естрада или било што, ама ти си лимитиран ради можеби не добри одговорности. Пример, мене ми се има случајно да чекам пред настап саат време. Пред бина. И да се размени тој редослед, бидејќи не знам зошто. И сега на пример тоа чекање еден саат пред бина тебе може да те уништи. Ако не си беше летно време, еве на пример мене лично не. Ама кога ќе замислам има луѓе што можеби не се спремни на тоа. И просто сакам да кажам дека организацијата е многу битна за да можеме ние да ги изнесеме нашите квалитети. Можеме ние имаме на сцената кога бината, имаме микрофони се. Ама тука доаѓаат и други фактори, каде што... тука недостасува, значи, професионалност. Да, тоа ми беше муавет. Иначе за дискриминација, далеко од тоа никогаш не е... Не сум бил дискриминиран или слично. Секако дека организационо треба исто така да биде професионално. Ние имаме уште
3 минути до 46 да позборуваме. Да поиграме малце. Да поиграме. Возраст? Можат нашите гледачи повозрастни да Да, значи, играат зумба. посебно во делот на зумба, мислам дека нема ограничување. Значи додека не држат нозете. Латино, музика. Слободен стил, баш онака стилови на музика, секој може да се вклопи на начин на кој што чувствува дека може, дава онолку колку што може и мислам дека сето тоа заедно е на крај да се извади тој стрес Со насмевка колку Со зборува. насмевка, И да. сите видеа што сум ги гледала со зумба, сите се насмејани, ама сериозно, од секогаш. Еве и тебе сега те гледам, толку убаво зборуваш, насмеан се гледа дека влада е позитивна енергија. Мислам дека таму не може некој да се отиде со негативна енергија или изморен, дури може со дополнителна енергија да се оди дома. Главната цел на инструкторот е кога дојде било кој да вежба, да малку да му се промени таа атмосфера, нели, да ги поттикнеме. Денот да биде позитивно. поубав. Точно. Значи ако се Пустай ли изнервираме нешто кај тебе, да Така, дојдеме. Има ли некоја конкретна кореографија која што е задолжителна за зумба или е тоа произволно? Или како ги осмислуваш часовите, бидејќи рече секој е допуштено да игра како сака или да се движи како сака? Точно така. Концептот на часот, на зумба часот е секоја музика, затоа реков различни стилови на музика, секоја музика си има своја кореографија. Секој инструктор си има своја кореографија. Но ние не сме тука да ги научиме на тие чекори, обратно само да ја поттикниме слободата на движење, точно дека се движат во правец на насока на чекорите, но Само да ги опуштите, да им дадете една насока и тие да си уживаат Да- во да го танцот, извадат како мислат дека негативното од треба да себе. го прават тоа, Така да е. го прават. Одлично. Добро, ние тука ќе направиме една кратка пауза и сега како почитувани пред да продолжиме, ги гледате рекламите и се враќаме со нашите гости во студио.